ми е, прво да кажем, четврта изложба, втор пат се представувам пред моите струмичани. Првата беше 2007 година, беше насловена Современа мистика. Втората изложба беше во Софија, после Куманово и сега повторно во Струмица. Насловена емоции, бидејќи за мене сликарството е емоција, чувство, нешто што треба да се доживее и нешто да се доживее и искрено да се пренесе на таа бела површина што е платното. Може да ако забележите, нели, секоја слика представува емоција. Се зависи од моментот. Нели? Понекогаш сум бил среќен, понекогаш тажен, некогаш расположен. Сликарството е момент. Момент кој таа е внатрешна енергија која доаѓа и авторот има потреба таа енергија да ја пренесе. Зборувам за творештво. Значи за творештво за креација која е врв во уметноста. Точно, се работи со јак интензитет на емоции и јак колорит. Го сакам јас колоритот. Мене ме провоцира белата површина. Знаеш, ќе застанам во ателие 7 и се случува, често пати се случува, седам и гледам во платното и таа бела површина фактички ме предизвикува на борба. На борба која морам да ја совладам. По природа сум јас таков упорен и натлив, иначе сум јарец и сакам да го искористам моментот. Моментот, како што реков, нели, таа енергија која доаѓа, одма да ја пренесам во моментот. Дали имате ваше лично омилено дело што вечерва ќе биде изложено? Омилено дело за мене, ај сега да не кажем, нели, сите ми се омилени, но секој дело си има своја приказка. Абстрактното сликарство, многу луѓе често пати ме прашуваат што ти значи сега ова, што ти символизира. Во абстрактното сликарство секој гледач и любител треба да се открие свој свет. Свој свет и да ужива во него. Дали е точно тоа дека во абстракцијата оно што го дозволувате тотална слобода во интерпретирање на делото е најубавиот момент во тој тип на уметност? Во абстрактното сликарство. Добро, абстрактното сликарство има своји проблеми. Оно е слободно, прв поглед кога ги погледнеш, оно е слободно, но има своји проблеми, има своји ликовни проблеми и елементи, кои добра слика, например, кога сите тие добри елементи и тие ликовни принципи ќе се уклопат и сите добро функционираат. Тога е успешно делото, без разлика дали е реалистично, абстрактно или било, нели, инсталација или концепт, важно е да биде ликовно издржано. Тога и делото е богато. Да, значи 38 слики, работени масло на платно, масло на медиапан и 4 мозаика. Мозаикот е една посебна техника која јас ја работам и негувам. Ако можете да забележите, начинот, мислам, композицијата, колоритот е слично како и сликарството, но тука станува збор за друг медиум, кој се работи, нели, со камен. Каменот дава посебна убавина, затоа е и мозаик.